Зелено светло вклучи владата и со нејзина одлука во јавните здравствени институции ќе бидат вработени 1117 лица кои досега имаа работен статус на определено време. Се работи за работни места за кои здравствените установи имаат доставено податоци за вработување на приоритетен кадар. Овие одлуки се само континуитет на одлуките кои ги носиме во здравството, а со кои ја менуваме сликата и ги подобруваме условите за здравствените работници. Бидејќи задоволни здравствени работници, значи и задоволни пациенти. Тука пред се сакам да истакнам дека се скрати и процедурите за вработување во јавните здравствени установи, за да овозможиме полесно и побрзо пополнување на местата испразнети со пензионирања или на здравствените работници кои се заменуваат од здравствените установи. Министерот за здравство Фатмир Меджити изјави дека вработувањето на овие лица е инвестиција во здравството, но и решавање на професионалниот статус на овие лица. Денеска решаваме статус на 1117 лица медицински персонал, помошно-технички персонал, хигиеничари и возачи. Со одлука на влада се отвара можност за вработување на неопределено време во јавните здравствени установи. Средствата за одобрените вработувања на неопределено време се обезбедени во рамки на јавните здравствени установи и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. За 50% се зголемени инвестициите во здравството по ковид пандемијата, изнесе министерот за финансии Фатмир Бисими. Во однос на 19 или 20 пред ковид одма годината и тоа што е во 24 година, буџетот за здравствена заштита е 50% повисок во однос на тие години. Значи, постојано има раст, но тоа што следи е тоа финансирање, граѓаните да го почувствуваат со кадар што има обезбедено свое работно место, но и квалитет на услуги што е критично и важно за граѓаните и за човечкиот капитал на нашата земја. Одлуката за вработување на досега ангажираните 1117 лица на определено време не значи дека автоматски сите ќе бидат примени во редовен работен однос. Апсолутно сите тие работници здравствени што биле досега, ние ќе упатиме лично, ја ќе искомуницирам со сите менаџери во здравствените институции и на тие честни, квалитетни и ефективни работници што биле досега со договор на дело, да им се дава предност.